сега центар шут на првата статива, шанса и 0:1. Како заспа одбраната на Тиквеш Пирес. Оној кој што беше стрелец минатиот месец, 17-та минута, многу празнини во одбраната. Еве и при корнер 0:1 Пирес го доведува Тодоров. Откако Тасев му дојде топката, но ништо од сето тоа. Да видиме на другата страна, многу по-конкретно, поопасно делува Додев. Ќе го бара Алич, ево го Додев кон Алич за 0:2, тоа е тоа што реков. Многу празнини во одбраната, одлична транзиција за екипата на Силекс, 0:2 во 41-та минута. Алич доаѓа до погодок, седми за него и Силекс заслужено води во ова завршница од првото полувреме против Тиквеш. Некако конфузно, индиспонирано делуваат. Додев упорени натаму, се бори покрај Тодоров. Додев доаѓа до можност. Ева сега поврат на надвор од 16-тникот, барат просто за шут. И извореден погодок, 85-та минута, ново влезениот Велиновски. И извореден погодок со лева за крај на сите надежи. Taşça përseris dhe me siguri se pajtohin është shumë pak. Marë parasysh vetëm edhe një goditje të Brerës, edhe atë jo precize. Gjithçka shumë pak, ja tash ndoshta Petrović dhe skuadra e Brerës e rrezikshme. Kjo mundësi e shkëlqyeshme për Brerën nëpërmjet Petrovićit, do të vazhdoj rreziku. Kjo vetëm precize nga të dy anët drejt portave kundërstare. Tash ndoshta Koaku dhe kjo hapësirë për Brerën, Koaku dhe traversa, çfarë mundësie e dytë e shkëlqyeshme për mysafirët. Fat, shumë fat për Bashkimin. Gjiron e para fundit unë poshtë me rezultat të thellë 6-1. Ekipi i Brerës. Panovski tash e fiton duelin. Panovski e pason deri te Avornjo. Emanuel Avornjo, ja mundësia e parë mirë për ekipin e Bashkimit. Pas 69 minuta shloj. Zuka mirë aty mes shumë futbollistëve kundërshtar lirohen nga presioni futbollistët e Bashkimit, mbi të gjitha Mislimi ka lënë edhe me sukses përpara. Vjen dhe krosimi nga ana e Mislimit, Avornjo, çfarë mundësie shkëlqyeshme. Nuk shuri të zohet edhe një ket tjetër nga lojtari më i miri i Bashkimit. Ky krosim nga ana e Makicit, kjo goditje me kokën nga shtatlarti Lukovic, një mundësi tjetër që ishte mirë kjo për ekipin e Brerës. Србинот има 27 години, 9 настап, една асистенција, дојде од борац Бања Лука и сега да видиме, еве голема шанса и ќе биде ли тоа 1:0, така е. Водство за екипата на Шкендија во 7-та минута со голот на Красничи. Ке го видиме овој момент, повеќе пати се разбира во акцијата во која и Тамба учествуваше и проблеми за одбраната. Ислами без прекршок освоена топка од Ислами и Лјатифи и сега можност Тамба, голема шанса Тамба! Каква контра на Шкендија, 37 минута. И интересен начин да се прослави оваа реализација. Лјатифи, добра топка, Тамба. Еве сега Красничи, 0-3. 71 минута. Прва минута, точка на мечот.
Кастанједа со Маневски, двојно проигрување меѓу нив двајца. Кастанједа може да шутира и натаму со топката ќе бие Кастанједа, извонредна одбрана. Мислав Матич, па Босанчич. Кастанједа. Ќе шутира Кастанједа, незгодно по средината на голот со символична минутажа. Аутот го изведе Цветковски. Волеј шут и брани голманот Јовчевски. Најголемото возбудување на мечот беше во 95-та минута. Барагони дојде топката назад, но се решава за Абдула. Абдула сега за Джемаили. Гафури. Бара некој од играчите и дали ќе најде, одлично беше ова додавање, одличен удар. 0:1. Офсайд. Офсайд велат арбитрите. Да видиме. Што и да е исходот на оваа ситуација, ова беше одлична замисла, добра, долга топка, таму зад одбраната. Ќе видиме уште еднаш гол. Голот важи, стои погодокот. Добар начин, иако се бранат, знаат како да се бранат. 32,5 минути игра. Воша. Хамза сега. На десната страна, добар центар, шут, шанса и 1:0. Малески. За него 13 погодок и изворено со глава. Ево, Мемет Риза Хамза со асистенција во 33-та минута. Да, реков за сега, но прашање беше кога ќе дојде струга до ваква можност и Кристијан Малевски го открива резултат. Шабани одлично го смени правецот, положа Шабани, Радевски, може да биде опасно кон Шабани, повратна. Ево враќа за Малевски во последен момент, мислам дека нога постави Бајрами и меѓутоа му стои убрани, да видиме одбиена топка и ќе биде корнер во посет на Стружен. Бојко Заилиевски, овој таму го бараше Флоријан Рочи, извореден шут од 18 метри за 2:0 за екипата на Струга, 51 минута од преверот. Ево го младиот Флоријан Рочи, уште еден и извореден од семејството Рочи, каде што од ова позната фудбалска струшка фамилија или семејство е најпознатата. Гентијан, првиот капитен кој што е веќе на клупата, Бењамин Шабани и Радевски, најзаслужен за тие две титули на Струга во изминатите години. Шанса сега за трет гол и повторно Хамза е асистент и повторно завршницата овој пат со левата нога на Кристијан Малевски.